Почитувани представници на медиумите, чест ми е што денеска се сретнав со господинот Милан Ташевски од Glasflex, фабрика за преработка на рамно стакло, односно калење, ламинирање и изработка на најразлични типови термоизолирани нискоемисиони стакла овде во Тирс, Тетово. Среќен сум кога можам да ја сведочам успешната работа и раст на нашите компании кои државата партнерски ги поддржува. И ова е еден доказ дека технолошки и индустријските развојни зони не се ексклузивно само на странските инвеститори, туку и домашни компании може да ги користат истите. Производите од инвестицијата која што компанијата има направено во износ од 5,3 милиони евра се наменети главно за извоз. Нивниот пласман оди на пазарите во Србија, Албанија, Црна Гора, Холандија и Германија. И тоа е силен синџир на соработка со регионалниот, но и европскиот пазар. По посетата на производствените погони можам да потврдам дека тие имат воведено технолошки најмодерни машини, а планираат и нови дополнителни инвестиции со план за нова линија за производство на стакло за електроволтаици и лабораторија за испитување на материјали и контрола на квалитет, со дополнителни 3,5 милиони евра инвестиции и нови работни места. Компанијата Glasflex е поддржана од државата, при што докажавме дека го изедначивме третманот на домашните и странските инвеститори и кој на најтранспарентен начин ги промовира придобивките кои инвеститорите ќе ги добијат доколку решат да инвестираат во нашата земја. На крајот на 2022 година, како што сме кажале, исплативме рекордни 23 милиони евра државна поддршка кон 410 компании, токму такви како Glasflex компании кои покрај кризата продолжија да инвестираат. Со ова се докажува дека компаниите се развиваат и се стабилни за нивните вработени, кои ги гарантираат нивните работни места и отварат нови. Ви благодарам. Исто така изразуваме голема благодарност до државата која што секогаш не поддржува и ја дава помошта према компаниите кои што се во тирзоните. Исто така и добрата соработка со Норман која што ја имаме во ова тирзона. Сме благодарни на нивното разбирање према компаниите кои што се овде во зонава. На состанокот што го државме со вице-премиерот ги изразивме нашите ставови и можности кои што ги побаруваме од државата како помош која што е потребна за подобрување на производството и нови иновации и нови линии за производство на рамно стакло, како што кажа вице-премиерот, ние имаме доста софистицирани машини за производство на стакло, преработка. Претежно сме извозно ориентирани, затоа ни е потребна исто така поддршка и помош од државата за да го зголемиме тој извоз према странство. И со тоа ќе овозможиме поголем број на вработени во нашата компанија. Помошта која што дава државата до нашата компанија и до стопанството е сепак која што треба да се почитува и очекуваме и понатаму добра соработка и сепак пак помош према компаниите кои што се во зони. Ние во овој дел во производството секако морам да кажам дека имаме доста проблеми со обучени кадри кои што во моментот недостасуваат во нашата држава, така да сме спремни секогаш за нови кадри, оператори кои што може да работат на ваков тип на машини. Дури и овде очекуваме некаква помош од државата која што може да делува на носење кадри и од странство по потреба. Нашата фабрика се занимава со производство на стакло. Ние на домашен пазар сме застапени, меѓутоа претежно сме извозно ориентирани. Така да сме многу благодарни на вице-премиерот што не посети и го види нашето производство какво е и како работиме. Благодарам.